милоста Божја, односно благодата, слави победа на законот, односно судата. Писмото ни били, а ние што сгрешил? Без закон ке загинат. А сите што сгрешиле под закон, според законот ке бидат судени, бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ке бидат оправдани оние што го исполнуваат законот. Знаеме дека се што законот вели, го вели за оние што се под законот, за да се затвори секоја уста и целиот свет да одговара пред Бога. Зашто преку делата на законот пред Него нема да се оправда никој? Бидејќи преку законот само се осознава гревот, а сега независно од законот се јави Божјата праведност, па сведочена од законот и од пророците. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите што веруваат, бидејќи нема разлика, зашто сите сгрешија и лишени се од Божјата слава. Но оправдувањето им е дарувано со неговата благодат преку откупот во Христос Исус, кого Бог го постави со својата крв да бидеш жртва за помирување преку верата, за да ја покаже својата првоност преку простување на поранешните гревови во времето на Божјото долго трпение, за да ја покаже својата праведност во сегашно време, за самиот да биде праведен и да го оправда оној што верува во Исус. Тогаш каде е пофалбата? Таа е исклучена. А според кој закон? Оној на делата ли? Не, туку според законот на верата. Така, ние сметаме дека човекот се оправдува преку верата, а без делата на законот. И така оправдани преку верата имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Зашто? Уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. Навистина тешко е некој да умре за праведника, за добар. Може би некој би се решил да умре, но Бог ја докажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Затоа како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така и смртта премина на сите луѓе. Зашто сите сгрешија? Зашто гревот беше во светот уште пред законот. Но кога нема закон, гревот не се смета за грев, а сепак смртта царуваше од Адам до Мојсей и на Данијел што не погрешија. Што греше би е слична како Ана на Адам, кој што е праобраз на оној што требаше да дојде. Но
со благодатниот дар, не како со престапот. Зашто ако поради престапот на еден изумре, а мнозина, тогаш Божјата благодат и дарот преку благодатта на еден човек, Исус Христос, во многу поголемо изобилство ќе се излее врз мнозина. И она што произлегува од дарот не, како она што стана преку едниот што погрешил. Зашто судот заради едниот стана осудување, благодатниот дар пак заради многуте прегрешенија стана оправдување. Зашто? Ако со прегрешението на еден смртта царуваше преку едниот, дотолку повеќе оние што го примаат изобилието на благодатта и дарот на праведноста ќе царуваат во животот преку една Исус Христос. И